Добар ден, почитувани, стартува најновата Телма амбуланта. Карциномот на грлото на матката е еден од најчестите малигни тумори кај жената. За најголем ризик фактор се смети инфекцијата со ХПВ, односно со хуман папилома вирусите. Повеќето сексуално активни лица барем еднаш во животот ќе дојдат во контакт со ХПВ. Што треба да направиме за навремено да се детектираат промените на грлото на матката и да се спречи цервикалниот карцином? Какви тестови се неопходни? Се прават ли тие редовно кај нас? Дава ли некакви карактеристични симптоми овој карцином? Детално за оваа тема денеска од разговорот со доцент доктор Игор Алуловски, субспецијалист по гинеколошка хируршка онкологија од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа се гледаме во студиото. За цервикалниот карцином денеска зборуваме со доцент доктор Игор Алуловски, субспецијалист по, да не изгрешам докторе, гинеколошка хируршка онкологија од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, поздрав до вашите гледачи. Секогаш ми е драго. Денеска ќе разгледаме неколку факти поврзани со карциномот на грлото на матката, а потоа редоследно ќе го разработиме сето тоа. Еве што ние одвоивме за денеска. Карциномот на грлото на матката со редовни прегледи може да се искорени. Карциномот на грлото на матка споро се развива и може да се открие на време. Иако се достапни, кај на жените не ги прават редовно овие тестови, карциномот на грлото на матката е превентабилна болест. Ќе започнеме од карциномот на грлото на матката, дека може да се искорени со редовни гинеколошки прегледи. Сите сме слушнале за ПАП тестовите, за типизацијата на ХПВ. Што точно се утврдува со ПАП тестовите? Така. Значи, убаво, нали сте таман така редоследно, во суштина се офатени сето она што е всушност и апелот цело време од страна и на нас гинеколозите со помош на медиумите. Значи, карциномот на грлото на матката со редовни прегледи може да се искорени апсолутно, нали вистина може да помогне во искоренување, ако ништо друго во намалување на процентот или бројот на новозаболени вакво случаи, а тие каде што веќе почнале да се појавуваат некакви промени да бидат навремено фатени, за да може сето тоа навремено да се реши пред да болеста навлезе, нали, во она што викаме инвазивен карцином, каде што веќе и третманот и сосема друго. Да, она што практично е како и се започнато со тоа рано откривање и детектирање на карциномот на грлото на матката е со помош на ПАП тест. Тој се уште постои, нали, кај нас како главна водечка метода за скрининг, така наречен, благодарение на кој што би се фатило навремено појавата на било какви клеточни промени. Значи самиот ПАП тест е всушност цитолошки тест. Значи на ниво на клетка се прави анализа. Одредување на визуализација со помош на микроскоп на одредени промени на клетките кои што во лабораториите, цитолошките лаборатории, луѓе кои што се обучени за тоа, цитолози, односно тоа се всушност кај нас со специјализацијата по патологија, всушност се едуцираат меѓу другото и за вакви цитолошки анализи и практично работат на таа проблематика и групата така наречени цитоскринери, луѓе кои што се занимаваат исто така со практично анализирање на ПАП тестовите, значи се работи за цитолошка метода, клеточна е така да кажам, каде што со помош на брисеви, земање од грлото на матката, ако се иде на класичните така наречени ПАП тестови, со помош, нали, на шпатула, две позиции од површината на грлото на матката и со помош на четка или цитобраш од цервикалниот канал. Затоа што клетките кои што се наоѓаат на површината на грлото на матката, типот на епителот, така да кажам, е различен од тој што е во каналот. Едниот е повеќе слоен плочест, другиот, значи, цилиндричен епител. Така затоа двете позиции, пошто промени може да има и на едната и на другата позиција. И тоа се нанесува на предметни стакла, се испраќа, значи, кај цитолозите, каде што понатака со посебни боења, така наречени по Папа Николао, практично ги гледаат препаратите под микроскоп. Утврдувањето на промени, се да не навлегувам во деталите, значи има конкретно специфични промени кои што они ги детектираат на клетките и на основа на тие детектирани промени практично се забележува на листа за каков тип на клеточна промена. Или е нормален наод, или се работи, да речеме, за некои од патолошките промени, почнувајќи, да речеме, од обични инфламаторни промени, па се до, да речеме, нали, најсериозни промени. Тука се оние
во народот познати на цин промени, така. цин 1, 2, 3, така натака, или промени кои што асоцираат дека постои HPV инфекција, или има се таму детализирање различни подгрупи, варијанти на промени цитолошки кои што они ги опишуваат, значи според конкретна така речена Бетезда класификација, тоа е системна класификација, и врз основа на тие наоди, кога ќе ги направи практично цитологот, доаѓа до гинекологот и врз основа на промените понатака се превземаат одредени други постапки и процедури. Така да тоа е едниот и вториот начин во погledот на земањето на цитолошките на материјал за цитолошка анализа е така начината, речеме условно земено, не по нова, ама по елегантна метода, значи така речениот liquid based или цитоскрин, каде што со една четка така е конструирана, во исто време се земаат клетки и од двете места и тоа понатака се иде процедура на анализа. Зошто во некои западноевропски земји кај жените по одредена возраст најнапред се прави HPV типизација, па потоа врз основа на резултатот се испраќаат на ПАП тест или пак воопшто не е потребен никаков преглед? Така, тоа е веќе во доменот на начинот на кој што се спроведува скрининг процедурата. Дали може би тој пристап по-ефикасен? Тоа е тенденцијата. Значи тенденцијата е всушност да ако овој традиционални, така да кажам, ПАП базиран скрининг постоел. Така веднаш да се разбереме и во посебно обично кога сакаме да кажеме за квалитетен скрининг, организиран скрининг и успешност на скрининг, обично ги земе за пример нордиските земји. Затоа што и во една финска, шведска или норвешка успешноста на намалувањето на процентот, значи на заболениот цервикален карцином го направиле со ПАП тест примарно. Што значи дека не дека ПАП тестот се треба да го исфрлиме како таков, но со текот на времето практично е сега она што е веќе и процедурата и во добар дел од земјите веќе се применува и се менува скрининг методата, тоа е што го кажувате вие HPV базиран скрининг. Што значи дека и ние кај нас се тука повеќе аспекти треба да се видат. Може би поскапа оваа метода? Па финансискиот момент на долг рок не. Значи ако земете долгорочно, затоа што ПАП тестот за скрининг кога зборуваме, ПАП тестот практично се прави на секои 3 години, односно пациентите што се повикуваат или доаѓаат за скрининг HPV организиран, за конкретно кај нас ПАП базиран скрининг, ако ПАП тестот е негативен, 3 наредни години, 3 години, на 3 години во принцип. Кај HPV базираниот скрининг е на 5. Значи ви дава и кога тоа се го ставите на подолг временски период, практично кога дојдеме до моментот да дискутираме за колку е тој финансиски исплатливо, на долг рок, да, е финансиски исплатливо. Така да ова што го споменавте во некои земји каде што се оди на HPV базираниот скрининг или котестирање така нечено, прво ќе се прави HPV, па ако се покаже нешто се прави ПАП тест, тоа е во склоп на начинот на организирањето на скринингот. И ние кај нас, таму каде што ќе детектираме постојање на малку обратен редослед, HPV, промени на грлото на матката, тогаш се прави кај нас правиме HPV типизација, за да конкретно детектираме постојање на HPV вирус и евентуално кој тип е, што е повеќе да речеме од академско значење. Какви се тие HPV вируси? Дали има многу соеви? Да, има многу соеви, значи преку 120-30 соја се практично детектирани, кои што се речеме врзани главно со одредени заболувања што се предизвикуваат кај човекот. Имат ли различни HPV вируси, афинитети кон различни ткива? Има различни, да, покажуваат афинитет. Не знам, обично кога го спомнам како пример, еве дури и појавата значи на промени на кожата, обично на прстите. И да знаете, нали сте виделе практично поети ко папиломи што се ко брадавици во народ познат, и тие се HPV предизвикани. Само е друг тип. Не е што не речеме од интерес, сакам да кажем од аспект на гинеколошки, што најчесто ги повторуваме цело време тип 16, тип 18, 37, 32, 35 и така натака, тип 11, тип 6 на пример од нискоризичните. Работата е тоа што овие вируси кои што еве ги набрав условно кажано, се детектираат процентуално земено кај најголемиот процент на цервикални карциноми, тие се присутни. Кај, да речам, тип 16 или тип 18, ова зборам се студии правени низ годините, кога и за прв пат се помислило дека HPV вирусот може да биде предизвикувач на 80-тите години. Значи, професор Цурхаузен,
кој што доби Нобелова награда за ова откритие, да речем. Практично уште од тогаш во анализите на ткивата што се правени кај пациентки заболени од цервикален карцином се детектирало дека во преку 90% од случаевите се присутни овие вируси. И сега на тоа ако ги додадете уште да речеме високо ризичните 31, 32, 35, 59, сакам да кажам веќе тој процент максимално расте. Секако остава еден помал процент, сакам да кажам, на цервикални карциноми, каде што може и други типови, освен овие што ги набројав, да бидат присутни во далеку помал процент. И затоа интересот ни е повеќе на овие вируси, затоа се вклопени и во вакцината за ХПВ. Ке проговориме детално и за таа вакцина. Дали овие вируси што ги набројавте се силно заразни, односно силно вирулентни? Ете, така може да се каже, поизразено вирулентни, дечем, во поглед на тоа што може да направат промени, затоа се и најверојатно присутни доминантно, сакам да кажам, во карциномите или во преканцерозните лезии. Не дека и другите не можат, меѓутоа речеме можеби подолг временски период, поспоро, ајде така да кажам. Затоа е таа, нели, затоа ги викаме или пациентките, нели, кога ќе прочитаат или ќе добијат на те докторе, не знам, тип 16, но овој тој опасниот. Сакам да кажам. Читаат, се информираат, веќе знаат. Секако, да, апсолутно. Мислам, тоа толку е лесно тоа достапно, знаете. Па тука и муабетот апропо вие што ги имате набројано, значи информациите се сега лесно достапни. Ако да речеме порано било потешко, па нели докторот бил толку што треба тоа да го пренесува. Да, таа облигација имаме ние и понатака како доктори, како здравствени работници да практично тоа здравствено образование го шириме, значи со укажување во дадена ситуација посебно па сега достапна, значи буквално секој што има пристапи до интернет може едно обично искуцате ХПВ и ќе ви излезат мал милион сајтови кај што може да прочитате. Сега секако да се внимава не за да не се вадат од памет пациентите. Меѓутоа генерално полесно се допира до информацијата. Дали повеќето сексуално активни лица ќе дојдат во контакт сите со овие агресивни соеви? Значи сите ќе дојдеме во контакт. Знаете како, значи тоа стои дека сите луѓе генерално во некој период од животот на некој начин ќе дојдат. Тој е се присутен. Работата е таму каде што тој вирус ќе предизвика хронично воспаление, каде што ќе се хроницитет ќе се јави проблем и таму во такви ситуации каде што ете да кажам организмот не успева да се избори. Ака се разбереме, ние во секојдневното живење доаѓаме во контакт со мал милион вируси. Секој ден. Па не заболуваме веднаш, така? И не секој да речеме заболува од грип, а не дека еве сега е актуелно да речеме грип, така, сезона на грип. Некој ќе да се разболи, некој не. Значи сакам да кажам, тие се околу нас, не може да избегаме од микроорганизмите околу нас. Ги вдишуваме, ги внесуваме со храна, со допир, се присутни. Но не предизвикуваат сите болести, така? Истото станува збори со ХПВ-то. ХПВ вирусот или сите вируси постоели, живеели пред Homo sapiens, да се разберем. Што значи дека едноставно не секој вирус и не сите луѓе ќе се предизвика проблем, но кај некои да, ќе предизвика проблем. Имено дури да дојдат во контакт, сексуално активен, пошто главниот начин на трансмисија стои се уште дека е сексуално активен, доминантно, сексуално пренослив вирус. Значи, некај сите пациентки, пошто нали гинеколог позборуваме главно за фокусирани на жените, на женската популација, некај сите ќе се развијат промени. Некои дури не се ни свесни воопште дека дошле во контакт со вирусот. Едноставно организмот го само елиминира без никакви промени. Но некаде, каде речеме тие некои 20% кои што ќе дојдат во контакт со вирусот, ќе премине во хроницитет и ќе се јави промена. Дали возраст има некаква улога со развојот на овие промени на грлото на матката, да речеме, дали еднаков ризик имаат помладите жени и оние кои што се во перименопауза или пак менопауза? Значи, во принцип, пикот, кога де факто се, значи, максималната инциденца, највисоката, значи, процент на инфицирање со овој вирус е кога почнуваат да бидат сексуално активни. Значи, обично тоа се во помладите години. Сега, знаете како границата на отпочнување со сексуално се спушта од година во година, да. Што значи дека практично тој пик се постигнува некаде да речеме таму 20-тите години до тука 30 и некоја година, тогаш се инциденцата највисока на ХПВ вирус присутен. Имено ако земете да тргнете да правите студија некој на таа популациона група правите ХПВ тестови, голема веројатност е дека ќе фатите ХПВ, но не значи дека ќе направи промена. Тоа е и поентата. Така да, пошто тоа се обично годините кога пациентите се инфицираат со ХПВ-то. Пошто треба години да поминат за да се деси промена. А пикот на појавата на
карциномот на грло на матката е веќе во покасните години. Значи тоа е веќе после таму од 40-тите натака. Тогаш почнува пикот затоа што токму тој временски распон, тие години што се потребни да поминат. Тука веќе наследното вели карциномот на грлото на матка споро се развива и може да се открие на време и другото. Но еве ќе започнеме со првиот дел. Дека споро се развива. Што значи споро? Години ли се во прашање? Години се во прашање, па и по 10 години. Сакам да кажам дека токму заради тоа што му е потребно долго време на вирусот да помине ни сите овие фази, почнувајќи да речем од инфект, па да стане тоа хроницитет, па да почне да прави промени од типот цин 1, цин 2, цин 3, значи ги поминува сите фази за да дојде практично до на крај, ако не се детектира навремено, да предизвика инвазивен карцином. Седнете кој ќе кажеме 10 години, тоа се не значи апсолутно кај сите тоа е така, не, кај некој можете и пократок период се. Мал милион други фактори имате. Ме разбирате кои што може да влијаат на тоа дали ќе се развива порано или побрзо или поспоро. Може во рок на една година да се развие? Една година можеби не, тоа е премногу краток временски вакво период. Значи обично затоа знаете, доаѓаат пациентките некогаш вознемирени, не знам, докторе пред 6 месеци правев пап, немаше ништо, сега одеднаш од каде ова. Тоа веќе влегуваме во методологијата, начинот на самите тестови. Никој тест не е совршен, ме разбирате. Тоа е друга тема за дискусија. Ќе го фатиме и тоа. Да, окей. Меѓутоа, од аспект на временскиот распон што го има, токму заради тоа е карцином кој што, значи, не постои друг карцином што може толку лесно да се детектира. Сакам да кажам, или промени кои што може доведуваат до карциномот. Да се детектира и да се спречи. Да се спречи. Значи лесно достапен за преглед со обичен, едноставен пап тестеве, бриз, не или хапеве, не знам. Сакам да кажам, едноставно многу лесно може да се детектираат овие промени доколку се оди редовно на преглед. Затоа се практично тие организирани скрининзи, повици, апели за редовни контроли и така натаму. А дали кај некои жени кои што имаат некакви хронични болести, како што се дијабетесот, проблемот со тироидната жлезда или пак можеби дебелина, постои зголемен ризик да се развие побрзо карцином на грлото на матката или овие промени? Поврзано ли е со некои хроницитети во организмот? Тоа да речеме повеќе е поврзано со генерално во обезитетот, не знам, тоа е во суштина општо воспалителна состојба на целиот организам, ако така го гледаме. Значи од аспект на други некои заболувања што може да ги предизвика, не мора стрикно строго да е врзан конкретно со карциномот на грлото на матката. Има други ризици од типот на пример пушење. Значи тоа е првата работа која што обично се спомнува и која дискутираме со пациентите, дека првата работа што треба да ја направат да прекинат да пушат цигари. Тоа е така затоа што димот на цигарите содржи во себе состојки кои што се излачуваат преку слузниците, а кои што делуваат директно на ослабување, намалување на локалниот имун одговор, кој што е главната првата одбранбена линија конкретно на грлото на матката. И затоа да се прекине со пушење веднаш. Одредени, да речеме, навики кои што ги имаат пациенти, навики, ако ќе кажам навики, значи тоа е веќе во доменот на социјалното живење, навики од типот, не знам, често менување на сексуални партнери. Значи, сакам да кажам промени кои што не користење на кондоми, пример. Значи, рано стапување значи со сексуални односи, така натака, значи тоа е веќе во другиот аспект начинот на функционирање на луѓето кои што исто така допринесуваат за практично да се зголеми шансата или ризикот од ХПВ и како последица на тоа да има промени. Да, одредени имунокомпромитирачки состојби, да речеме, се склонни сепак, пошто, нели, она често постојаното прашање, добре, мојот имунитет сега е доволно силен, па јас сега може да се изборим. Во принцип, нели, секогаш доаѓаме кога се соочуваме со било каков инфект. Првата одбранбена линија ни е имунитетот. Така. Таа е грип, таа ковид да е, таа што сака нека е, вклучително и со ХПВ. Значи, одбранбената првата, тој локален имунитет е тој кој што треба да го одбрани организмот, да го елиминира. Затоа велам дека доминантно пациентките не се ни свесни дека дошле во контакт, а организмот ги елиминирал. Е таму каде што има нешто што влијае, допринесува некако фактор дополнителен да стане хронична состојбата, каде што не успева да се избори организмот целосно, е тука веќе полека стануваат овие промени, речам, цитолошки првично, па хистолошки, па така натака да процесот на развивање, така на крај до карцином на грлото на матката. Сега ќе проговориме за процентот со кој што успешно се детектираат овие промени на грлото на матката. Значи, не сум го издвоила, но следното е тука
Иако се достапни кај на жените не ги прават редовно тестовите, тука тоа ќе го делото, проговориме, да. значи ние сум го издвоила во однос на колпоскопијата и така, колпоскопија, ПАП тестовите. тест, така. Значи со колкава успешност ПАП тестот всушност ги детектира сите овие промени. Дали е 100%? Не. Значи како и секој тест не е 100%. Знаете како има, значи секогаш кога се прават вакви било какви лабораториски тестови имате одреден процент на грешка или процент да речеме на така речени лажно позитивни или лажно негативни значи вредности за секој тест. И тоа се прават пресметки, анализи кои што може да одреди дали тој тест доволно квалитетен или не за да се примени. Се ПАП тестот во таа гледна точка, значи не е 100%. Да речеме некаде отприлика би требало детекцијата на со помош на ПАП тестот. Знаете, имате различни степени, затоа зборам, има промени од цин1, цин2, цин3 до, не знам, карцином инвазивен. Секако тоа прво зависи од повеќе фактори. Прво, како е земен брисот, колку е квалитетно земен брисот. Треба ли длабоко да се земе? Важно ли е тоа? Па секако е дека е важно да се... Знаете како, во принцип сега тоа е вака едноставна манипулација во која што не би требало условно земено да има некаков проблем. Меѓутоа сепак и тука мора да се тргне од моментот како се зема, да речеме, брисот. Од почеток, Од почеток. Како се нанесува, не знам, на предметно стакло. Имате многу фази кои што може да влијаат и на крајот на денот тој кој што го гледа. Затоа што цитологот, затоа сега се прават и локални анализи на самите лаборатории во поглед на квалитетот на лабораторијата. Проверки, контроли, значи сето тоа треба да допринесе за подобрување на квалитетот. Затоа она што го реков на liquid based, тоа е технологија каде што повторно на крај гледа човечко око, неговото знаење, искуство, па квалитетот на микроскопот, не знам и така натака се да не е све набројано. Низа фактори кои што сепак е субјективен како тест, пошто човечко око го гледа и го анализира. Затоа и понекогаш некој велат има негативен ПАП тест, па потоа излезе цен 2 или 3. Така е, но има многу фактори кои што влијаат на тоа како ќе биде. Некаде отприлика 60-70% детектибилноста би требало да биде на 60-70%. ПАП тестот, да. И сега затоа е ХПВ-то се тука. Така, типизацијата. ХПВ типизацијата всушност тоа го прави машина, е така да кажеме. Да, брисот го зема докторот, меѓутоа дали е PCR базирана, значи полимераза chain reaction се обработува, се прави, значи там во лабораториите за PCR се има посебна обработка на материјалот пред да се пушти, практично се направи PCR, меѓутоа на крајот на денот тоа го детектира апарат, машина, како да кажам. А дали колпоскопијата има со висок процент ги открива овие промени? Колпоскопијата е дополнителна метода која што треба да помогне да го зголеми процентот на детектирање покрај ПАП тестот. И така се практично и препораките да доколку на пример се детектираат одредени, значи промени или не знам присуство, дури само присуство на ХПВ на направен бриз, на пример високоризичен, обично упатувањето е на колпоскопски преглед, каде што е тоа само колпоскопски преглед, ако може да ни кажете? Да, окей, значи тоа е повторно исто една визуелна, значи метода, благодарение на која што со повторно гинекологот со помош на посебен апарат колпоскоп, така наречен, значи прави визуализација на грлото на матката. Значи со увеличување. Тоа е како, не знам, лупи, така да кажам, меѓутоа се современи имате колпоскопи кои што значи на монитор споени даваат можности за визуализација детална на грлото на матката. Значи со на принципно увеличување на апаратот практично може да го доближите грлото на матката и да детално го анализирате одредени промени кои што со гол око не може да се видат. Сега тука има значи цели скорови, така да не ги се набројувам, се да влегувам во детали, врз основа на кој што се прави проценка на колпоскопскиот преглед. Има така наречени колпоскопски боења, ние ги нарекуваме, примачкување на грлото на матката, нежме со оцетна киселина, 3% раствор, па дали ќе се појават одредени промени, па тие ние ги анализираме, па после тоа пребојување со така наречен Луголов раствор или Шилеров тест, каде што
сакам да кажам да не навлегувам во детали, сепак тоа си една цела методологија, начини и врз основа, да, апсолутно. Дали ќе може да забележите одредени промени кои што вас ви алудираат, асоцираат дека таму нешто се случува што не треба. Секако треба за тоа да се има и искуство и знаење. Има цели посебни колпоскопски курсеви, да. Всушност на лекарот може да потврди и да исклучи. Па да, во некои ситуации дури пак да кажам на пап тест може да се деси на брисот да нема ништо. Ама на колпоскопско гледање на колпоскоперот да му биде, да речеме, нешто сомнителна некоја промена, па на основа на тој колпоскопски преглед да назначи потреба да се прави биопсија, на пример, на грлото на матката. Така да, но пак кажувам, не секоја пациентка ајде одма сега колпоскопија, него има процедури, сега да кажеме упатства, што треба, кој треба да гледа, кај нас е тоа главно во онколошката амбуланта, луѓе кои што се занимаваат со тоа со години, го имаат искуството. Има се организирани колпоскопски школи, курсеви за да може обуки, апсолутно, да, има цели книги практично кои што се наменети стрикно за колпоскопија. Дел од тоа се изучува и во текот на самата специализација по гинекологија и акушерство, така да практично условно кажано секој што завршил специализација по гинекологија може да гледа, меѓутоа сакам да кажам сепак затоа постои во светот нешто вика експерт колпоскопист. Значи некој кој што практично го има знаењето и искуството апсолутно за да може практично да се со далеку поголема точност. Така да кога ќе ги ставите во комбинација пап тестот или ХПВ типизацијата и колпоскопијата, процентот на детекцијата расте. Одиме понатаму, вели, иако се достапни, кај на жените не ги прават редовно овие тестови. Што говорат податоците? Колкав дел од жените прават редовно тестови? Знаете како е горлив проблем со кој што практично е затоа и цело време ова алудирање да се оди на прегледи. Значи едно организираниот скрининг, значи државата е таа која што практично се организира скрининзи и нашата вклучително, како и тоа е општо прифатено, значи начин на кој што вие се борите против одредени детектибилни заболувања, навремено детектибилни, што може да ги фатите со тие скрининзи. Идејата е да практично се со повикување на пациентите, значи во почетокот така и беше организиран со писма, се праќаа, меѓутоа кога се формираше таа комисија за рана детекција и превенција на цервикален карцином таму 2019 година, ја бев првиот председател на таа комисија, некако се свати дека некако низ годините наназад кога се прави анализи извештаи од Институт за јавно здравје дека некако се губат, значи или тие писма или не доаѓаат до пациентките, или ако дојдат пациентките ги игнорираат. Сакам да кажам дека имаше сериозен проблем во смисло на тоа за да се пријавуваат пациентките. А секоја година во таа програма за рана детекција и превенција, значи државата предвидува одредени средства, значи буџетски средства кои што се наменети за скринингот. Значи тие средства треба да го покријат пациентите да не плаќаат ништо кога одат на конкретно кога станува збор за скринингот. Поделени се во возрастни групи, категории, така е испланиран скринингот, така да практично точно на 3 годишен период им доаѓа повторно скринирање. Според тие некои проценки, значи отприлика годишно треба да се повикуваат некаде до 25.000 жени. Сега но ето сватиме дека низ годините таа бројка има години кога се успева да се постигне таа бројка или близу до неа, меѓутоа кога не. Сега ајде како да го подобриме тој момент. Па беше идејата да се направи нешто, некаква платформа да се доближи таа screening.mk која што да не речем ајде више почнав да ја мантрам, но за да кажам дека постои начин сега како може да се пристапи полесно пациентките кои што имаат достап значи на телефон. Се спомна дека во руралните подрачја било потешко. Да, меѓутоа ние тогаш и разговаравме и ги повикавме матичните гинеколози. Матичните гинеколози кои што си ги знаат своите пациентки кои се на нивниот список, они да ги внесуваат во системот тој screening.mk, самите да си го организираат времето за да ги повикуваат пациентките. Факт е дека имавме проблем овие години со како што и цел свет, со ковидот, короната. Бројките секаде паднаа на пациентки кои што се скринирани и во Америка. И како последица на тоа, годините после поминувањето на пандемијата со ковид, се појавија драматичен скок и раст на бројот на карциноми. Не само цервикални. Затоа што пациентите не оде, луѓето не оде на прегледи, ги избегнуваа превентивните прегледи од страф, значи имавме буквално за затварање, карантини. Тоа се случува со сите болести. Апсолутно, да. Сега зборуваме од аспект на карциномите, така да се надеваме дека ќе се вратиме
повторно назад. Значи, затоа е тоа алудирање повикување. Затоа еве и оваа комисија сега што има друг председател после 2 години, исто ги продолжува овие тенденции да се повторно алудира, да се разработи тој во скрининг МК, да почнат пациенти да се пријавуваат. Мислам дека и добар одзив веќе почнува да се јавува таму, па се организира еве посети со комбиња. Првично беше тоа проект со UNFPA, па после тоа продолжи практично да ја превзема таа одговорност за себе државата, комбињата се уште активни, се уште се оди на терен. Еве, таму каде што може да дојдеме ние до пациентите. Еве, и тоа се прави практично, така да цело време се алудира, секако мора да се работи на свеста на пациентите, да им се укаже дека треба да ги направат овие прегледи, едноставен преглед е. Тие што немаат матичен, тие што немаат матичен гинеколог, знаете, ние се уште има пациентки што немаат матичен гинеколог. Да се пријават на првиот најблизок матичен гинеколог, да побараат да бидат евидентирани, за да може да бидат и повикувани, да ги искористат бенефитите што им ги дава државата. Докторе, бесплатен треба да биде овој преглед? Да, скринингот, да. Тоа треба да го знаат пациентите, бидејќи понекогаш се наплатува пап тестот. Знам дека и тоа е друго прашање за дискусија, значи со матичните вакво гинеколози, но пап тестот кој што го организира државата, затоа зборам, со оваа платформа скрининг МК точно се алоцираат тие пациенти. Се знае по име, по презиме, со укуцување на матичниот број, за која бројка на пациенти се и тој тест им е платен. Значи тој тест е платен, тој тест е бесплатен и еднаш на 3 години може да се направи. Точно. Да бидат повикани. Дали треба овој тест да го направат и жените кои што досега не биле сексуално активни? Ако немале воопшто сексуално, значи се вирго, не може да се направи. Тогаш не. А што е со повозрастните жени над 65-та година кои што исто така немаат активен сексуален живот? Значи вака се според упатствата за скрининг. Значи во принцип скринингот со возрастните категории и во свет се опфатен до 65-67 годишна возраст, пациентки по возраст. Дека над таа возрастна категорија, доколку претходните тестови, најмалку 2 теста биле негативни, во принцип може да бидат и исклучени од скринингот. Логиката е повторно во годините, периодот на развојот на евентуално карцинома. Затоа практично таа возрастна категорија, возрастна група на пациенти веќе над 60, ве кажам, 5 некаде 67 години, доколку повторно, значи 3 последователни тести им се негативни ПАП, немаат понатака веќе потреба да доаѓаат на скрининг. Не дека немаат потреба да доаѓаат на гинеколог, пошто, знаете, таа возраст си носи па други проблеми. Со други типови на карциноми. Треба да се направат прегледи за секако да се ендометриалниот карцином, овариалниот карцином. Значи не е само карциномот на грлото. Не е само на грлото, просто конкретно ме прашавте за карцином на грло на матката. Значи таа возрастна категорија е практично се исклучува од скрининг. Секаде во свет. А некоја жена која што долго време била со ист партнер, но направила промена на партнерот, треба ли да чека, да речем, имала негативен ПАП тест, 3 години за следниот тестирање или треба да побрза да направи? Секако не, значи повторно. Ова скринингот е нешто што го нуди државата. Тоа не значи дека на пациентката сега не смее да оди на гинеколог. Не, апсолутно. Доколку пациентката смета промена на партнер, би било положено да се дека направи. Има некакво сомнение, апсолутно да. Значи не е ограничено на пациентката да оди на гинеколог. А што е со оние што се со партнерот ист пол? Претпоставувам и тука си е ризикот присутен. Значи, да, апсолутно да. Така да продолжуваме понатаму, докторе. Карциномот на грлото на матката може да се превенира, болест која што се превенира, веќе ги споменавте прегледите, но има и уште еден начин за превенција, тоа се вакцините. Тоа е првата превенција. Колку валентни се овие вакцини? Од колку агресивни вируси, ХПВ, тие штитат? Значи, најновата е 9-валентна Тај кај нас е присутна? Кај нас е присутна 4-валентна. Она што повторно сега, пошто кај нас е вакцината за ХПВ ставена во редовниот календар за вакцинација. Сега, она што државата го обезбедува во склоп на програмата за вакцинација е 4-валентна во моментов. Гардасил, 4-валентна, која што штити од 4 вируси, 2 нискоризични, 2 високоризични. 6 и 11 нискоризични, 16 и 18 високоризични вируси. Сега, има 9-валентна вакцина, која што е кај нас регистрирана
и колку што знам и во разговори претходни, значи со колеги и со тие што се одговорни, дека практично се прават напори таа вакцина да се донесе, односно да се донесе. Во смисол да може да државата ја набави, за да може практично и таа вакцина да се користи во календарот за вакцинација, односно да практично сите оние наредни генерации кои што доаѓаат да бидат вакцинирани со 9-валентна вакцина. Сега тука веќе влегуваме во друг дел каде што веќе они финансискиот момент, организацијата, значи има начин. Не дека ако се направи вакцинацијата со 4-валентната, тоа е помалку важно. Не, и таа штити, тоа е исклучително висока. Успесите, повторно ќе кажам, што се низ годините наназад постигнати од повторно ќе исполнува скандинавските земји на Австралија, постигнато со Гардасил 4-валентната. Така да дали овие 4 типа на вируси агресивни се присутни на македонската територија? Да. Токму тие 4 се најприсутни? Значи 6-11 да, 16 да, за тип 18, значи ако тука се прави, тоа е веќе значи она географската прераспределба, нели? Кај нас според некои правени баш имаше и мислам дека на таа тема и магистерски студии или што сме правеле конкретно анализи кај лабораторијата, да речеме кај нас на ГАК. Значи од овие високоризичните по-доминантен е да речеме тип 35, 33. Тој тип го има во 9-валентната? Го има. Значи да. Беше баш пред некој баш разговарав со некој од колега од што одговорен за ХПВ лабораторијата, на пример некој PS9 на пример во Скопски регион. Значи сакам да кажам има такви некои ако се прават значи детални анализи на географската распределба. Пардон. Распределба. Така. Географска распределба значи на ХПВ-њата. Меѓутоа еве конкретно за Македонија се овие, практично што ги набрави. Тие се опфатени. Сега, знаете како? Тие анализи се прават секаде во свет. Тип 16-18 од тие се два најчесто присутни, ја кажа преку 80% од цервикалните карциноми ги детектираат и затоа се внесени практично во вакцината првично. И на европско тло се доминантни. Не дека ги нема и другиве. Токму заради тоа како минува значи годините времето е сватено дека за да се до зголеми процентот на опфатност, практично се внесени и овие дополнителни вируси, кои што, ако ги соберете сите сума сумарум, доаѓаме до некои фантастични преку 97-8% на ХПВ вирусите, кои што се доминантно присутни во цервикалните карциноми. Тоа е идејата на вакцината. Колкав е опфатот со вакцинација кај нас, со ХПВ вакцината? Лош, за жал. Тоа мора да си го признаеме и низ годините наназад, значи, па не знам дали до 40% дали доаѓа. Едвај. За жал. Знаете како, дури тие анализи што ги направија од не агенција, него како се вика за имунизација, агенција мислам дека се вика за имунизација, за да не грешам во терминологијата. Значи, за жал испаѓа дека сите вакцини што се опфатени во редовниот календар за вакцинација доживуваат некакви падови кај нас, за жал, посебно последнија години. Се сведоци сме имаше апел и за вакцинатата за морбили. Кај децата. Последицата е веројатно како резултат на се по јакото влијание на антиваксери и антивакциналното движење, што е жалосно. Недовербата во државата, претпоставам и во институциите, за жал веројатно допринесува влијае кај популацијата да некако имаат некаква резерва кога стана збор за вакцините. Не апсолутно. Нема потреба за такво нешто. Вакцините само помагаат. Значи апсолутно му ни се од исклучителна помош, значи да сопреме болести кои што може да имаат сериозни последици. Зборам генерално, па вклучително и ХПВ вакцината. Значи, како да кажам, значи секогаш кога ќе видам прашан за ова прашање, вклучително и од вашата фела и на други, значи од новинари, значи апелот е тој, не може едноставно да се идете против бројките и против фактите, како да кажам. Значи и во светски рамки сакате да дискутираме, на која сакате тема, апсолутно. Така да, меѓутоа, верувам дека тука треба малце повеќе, значи да се влие повторно на едукацијата, предси на младите во школите. Да се почне на времено практично да им се објасни што е тоа ХПВ, како да се заштитат, зошто е важна вакцината, па и на родителите, затоа што веројатно ќе треба кампањи да се сериозна кампања за да сватат, бидејќи сепак оваа вакцина беше озогласена едно време и нема свесен сум јас дека тоа така, знам затоа и причината претпоставам за толкавиот мал опфат со вакцините. Меѓутоа еве пак кажувам, државата буквално секоја година
дава сериозни пари за да може да се набават овие вакцини, за да може да се опфати таа предвидена популација на која деца. возраст треба да се прими? Од 12 годишна возраст, знаете како некаде во европските земји почнува дури во 9. Беше тој кај нас 9, меѓутоа имаше реакција па се качи, значи 12-13 годишна возраст до 15 години, таа е кетчап, така наречена вакцинација до 15 годишна возраст, а веќе може практично и до 25. Сега веќе се дискутира. Може ли повозрасни жени да ја примат некој кој што некоја жена која што имала проблеми, нарушени имунитетот, направени се така интервенции? Ки помогнали таа вакцина? Па да. Значи веќе затоа зборувам и дискусиите се и во тој правец, пошто значи до 25 годишна возраст сега може да се дискутира за таа така нешто повторно кетчап вакцинација, тие што не биле вакцинирани на 13-14 години, еве до 25-та година. Но веќе дискусиите одат и датаму да излегуваат и анализи и нови вакво студии до 45 годишна возраст веќе да се крене границата за пациенти кои што евентуално не се вакцинирани, сака да бидат вакцинирани, секако во договор со своите матични гинеколози, во разговори, дискусија, зошто, како, кост, бенефитот, што е, значи да се и тоа веќе во упатствата полека се спомнува како можност. Во некои земји момчињата ја примат оваа вакцина. Што вие како гинеколог сметате дека тоа е добар чекор? Да. Апсолутно, пошто бидејќи кај мажите има ли некакви промени од овие вируси? Може да има, да. Може. Знаете како се тука се менуваат ставите генерално зошто се прашањето, сега се стои се и момчињата се опфаќаат. Вака сега. Значи мажите главно доминантно се преносители, така е да кажем на ХПВ вирусот, но не дека не може да се јават промени и кај мажите. Значи на пенисот може да се јават промени, исто така се појават кондиломи, карцином на пенис, исто така може да се асоцира со ХПВ. Поретко е како тип на карцином, но не дека не може да се појави. Има уште една работа која што се повеќе и повеќе, значи и веќе ХПВ-то излегува надвор од границите на она што ние го знаеме карцином на грло на матка. Тој сега може да биде обвинен за 5 различни типови и се обвинува 5 различни други типови на карциноми. Значи не само карциномот на грло на матка едно, еве за другите генитални на жена органи, карцином на вулва, карцином на вагина. Поснатака доаѓаме до карцином на анус, орофарингеалните карциноми. Значи, ако едно време, ова беше настварно фантастична студија од Соединените американски држави, каде што процентуално гледано орофарингеалните карциноми биле практично главно доминантно сметано причината за тоа дека не знам пушење, цигари, жвакање, тутун и такви некои други, пиење алкохол. Меѓутоа ХПВ, значи се практично се детектира се повеќе и повеќе расте процентот на детектирани орофарингеални карциноми како резултат на ХПВ инфекција. Што значи дека излегува надвор од границите на цервикс. И токму меѓу другото и заради тоа практично се внесуваат и момчињата во групата на вакцинација. Еве да идеме и понатака, значи нешто што сега кај нас обично многу кога се дискутира за сексуални односи, партнери сексуални, сето тоа некако е табу тема. Меѓутоа знаете како низ Европа и во светот, она што хомосексуални парови или men having sex with men. Мажи што имаат секс со мажи, значи тоа е таа прифатената терминологија. Тука се бисексуалците спаѓаат. Ама меѓу другото затоа се воведува една од причините и вакцинацијата на момчиња. Низ Европа па и во светот сега. И сосема на крај, докторе, колку пациентки со цервикален карцином во минатата година беа детектирани на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство? Во која фаза од болест обично ги откривате? Значи ја секоја година како од позиција на началник на операциони сали, тоа ми е една од врските, практично правиме анализа на оперативни зафати, се што е оперирано на клиниката, што поминало низ операционите сали, па вклучително и овој тип на оперативни зафати и баш беше онака ајде да кажам фрапантно, пошто имавме да речеси дупло пораст на бројот на оперирани пациентки со инвазивен цервикален карцином, значи веќе во напредна фаза. Значи ако низ годините претходно, ајде повторно или секогаш кога дискутираме за овие статистики, некако сакаме да ги прескокнеме овие годините со пандемијата, пошто сепак и тоа влијаеше на намалување на бројот, меѓутоа и неколку години наназад, на некој 6-7 годишна анализа наназад, кога се вратив низ годините, практично некаде обично сме имале вакви пациентки оперирани на клиниката,
речеме дека е 25, 27, близко до 30, значи таа бројка зборам за инвазивен карцином на грло на матка кој што бара радикална хистеректомија. Значи отстранување сериозна, комплетно матка, значи јаници да или не зависно од возраста, со лимфаденектомија, така наречена параметректомија, да не објаснам, тоа е можеби една од најсериозните интервенции во гинекологијата, во гинеколошката онкологија. Е таа бројка за сега за минатата година рипна 41-42 пациентки со таква оперативен зафат направен. Веројатно дел од тоа е скокот и како резултат на тоа повторно неодење, чекање, пандемијата, страф и така натака. А беа некаде интервенирано од тие преканцерозни лезии, овие цинови што ги нарекуваме, па кај некаде близу 150-160 пациентки направени дали конуси, дали лец, лазер вапоризација и некои од овие аблативните техники за минатата година. Смртноста колкава е? Сега, значи, смртноста, за жал, пошто ако се земе вкупната бројка, ова бројка на пациентки што се оперирани, за жал, добар процент има пациентки кои што се веќе во така наречен иноперабилен стадиум, каде што веќе хирургијата можеби повеќе би наштетила отколку би имала корист. Значи, за жал годишно некаде во нашата држава некаде околу 30-40 пациентки за жал починуваат како последица на цервикален карцином. Од болест која што може да се спречи. Апсолутно. Ви благодарам многу за денешното гостување во Телма амбуланта, за деталното појаснување на оваа тема, на вистина исцрпни, јасни препораки упативте на сите жени, на сите нас, редовно да се прават контролни прегледи. Ви благодарам уште еднаш, почитувани да ви се заблагодарам и на вас за денешното внимание, со кое што не следевте. Доцент доктор Игор Алуовски, субспецијалист по гинеколошка хируршка онкологија, беше во студиото на Телма. До гледање.